Добре, криптоентузијасти, денеска според нашиот распоред го имаме видеото за Solana, каде што ќе направиме апдейт на овој коин како дел од нашата плейлиста за истражување на коини и токени. Нормално ова е второ видео за овој проект. Да, за многу луѓето чекаат да видат што ќе кажеме за проектот. Не се секирайте, верувајте ми, ќе биде доста интересно. Знаете и сами дека ние нешто не зборуваме без соодветни докази. Како што кажавме, ова е првото видео за оваа недела. Ова беше направено во саботата. Ќе го погледнете денеска кога го снимам и самото видео Solana во понеделник. Тоа е нормално снимката од нашиот Patreon Gimidžija livestream, каде што одговараме на прашањата на сите наши Patreon членови. Во текот на третиот ден очекувате дека ќе имаме прво настап во CryptoHub Малта од 8 часот. Ќе имаме livestream на нашиот англиски канал, тоа е нормално Crypto Economics, на тема interoperability на англиски јазик. Тоа веќе го имате нормално вработено на македонски. Би ви препорачал доколку сакате нормално да го најдете видеото на нашиот канал. Во спротивно нормално лајвстримот ќе биде споделен на сите наши социјални мрежи, вклучувајќи и македонските. А подоцна во ноќта ќе имаме негде околу 10 часот ќе почнеме со FOMC, со станокот, односно ќе направиме целосна анализа на пресконференцијата на овој состанок и нормално сето она што ќе го каже Джером Пауел. Верувам дека ќе биде многу битна, знаете и сами оваа недела е исклучиво битна токму поради овој состанок, затоа ќе имаме два лајвстрима во среда кои што ќе бидат верувам полни со информации. Во сабота продолжуваме со следниот лајвстрим со оглед на фактот дека петок е 1 мај, малку ќе олабавиме 2 дена слободно одморете. Во сабота продолжуваме со лајвстрим на нашиот канал каде што одново ќе го обработиме уште еднаш овој проект, односно нашето излагање на битолскиот meetup, каде што ќе разговараме за анализа на циклусот 2022-2025-2026 година, да видиме што се случувало во меѓувреме и да видиме нели зошто се случија оние последици од овој циклус кои што се случија. Така да би препорачал да бидете дел од саботниот лајвстрим. Во недела повторно лајвстрим на овој пат на англискиот канал, каде што во CryptoHub Малта ќе имаме настан кој што е исклучиво за нашиот англиски канал, каде што ќе поминеме преку презентацијата која што ни беше во првата криптоконференција во Прилеп, каде што разговаравме за се што треба да знае еден почетник за да биде инвеститор. Така да, доколку не сте погледнали оваа презентација, ќе може да погледнете во живо на нашиот англиски канал, кој што ќе споделиме на сите наши социјални мрежи. Како и секогаш, значи одека се блогот и нашата веб страна заедно со нашата телевизија, кои што се секогаш достапни за вас доколку сакате да добиете повеќе вести, доколку сакате да добиете повеќе информации и доколку сакате да погледнете некои од досегашните наши видеа, поголем дел од нив нормално нови и некои постари кои што ги правиме како посебна програма на нашата телевизија, која што може да проследите постојано 24/7. Така да тоа е во однос на најновите делови од нашата програма, кои што би препорачале да ги погледнете и да ги следите заедно со нашата веб страна и блог. Ова е нашата англиска YouTube страна, односно канал Crypto Economics. Би ви препорачале да заследите. Нормално дека ќе имаме паралелна програма на англиски јазик, но ќе имаме повторување на поголем дел од едукативната програма. Така да ако се ја пропуштиле, нормално рефреширана на англиски јазик ќе може да ја најдете на овој канал и да ја проследите. И во однос на настани, како што кажавме, еден од настаните на кој што ќе бидеме дел е практично Chain of Blocks Summitот во Малта од 20 до 22 мај. Се уште не знаеме во кое својство, останува да видиме, значи нели оставаме на организаторите да видат дали би сакале да имаме презентација или во кое својство би сакале да бидеме таму. Како што кажаме, ова е презентацијата која што ќе гледате во среда од CryptoHub Малта и ова е презентацијата за оваа недела. Така да гледате дека нашата активност не запира, продолжува и понатаму со забрзано темпо. Кога станува збор за оваа содржина денес, тоа е како што кажавме дел од нашата плейлиста за анализа на коини и токени. Новите коини кои што ги обработуваме во склоп на истата, каде што веќе имаме обработено 121 коин, односно токен, ги бираме со ваш предлог на ваков тип на постови на Facebook, каде што вие ни давате во предлог кој коин би сакале да го обработиме. Сега има уште 4 коини кои што треба да ги обработиме пред да нормално поставиме нов постер, така да очекувате и сите да бидат обработени во текот на следниот месец-два, а сите оние кои што се веќе обработени заедно со оние кои што ги обработуваме по втор пат, за да направиме апдејт за истите, може да ги најдете на оваа плейлиста, тоа е анализата на коини и токени, која што може да најдете на нашиот YouTube канал и на нашата веб страна. Така да овдека може да ги најдете сите досегашни обработени коини и токени и како ги обработуваме со одговарање на овие 6 групи на прашања, каде што овие 6 групи на прашања се така конструирани во однос на она што ние сме го развиле како би рекол
анализа или склоп на би рекол потребни информации кои што треба да ги имаме за секој од овие проекти, со цел да ви дадат основна идеја, основен поим за тоа за каков тип на проект станува збор, а нормално од тој момент натаму вие ќе одлучите дали ќе ја развиете оваа анализа и дали ќе инвестирате нормално во овој проект. Како и секогаш првото прашање кое што одговараме е апликација и практична примена на коинот, зашто истиот се користи, дали има други проекти кои што му се конкуренција и дали има апликација од реалниот свет кои што може да го заменат. Кога станува збор за Solana, истиот е голем проект. Значи зборуваме еден од ретките кои што и во овој bear market се големи. Односно на 10 милиарди долари, како што многу пати сега сме кажале, представува голем проект и со своите 50 милиарди моментално е еден од најголемите. Видовме екстремно голема маркет капитализација од 130 милиарди долари во текот на претходниот bull маркет и еден од ретките кои што имаше актуелен така речено bull маркет во овој циклус, иако скромен, сепак истиот имаше bull маркет. Како и да е, неговата основна цел, како што многу пати сега сме кажале, е Layer 1, односно представува програмабилен блокчейн, proof of stake тип на блокчейн на кој што може да се програмираат апликации. Тоа можеме да го видиме и на оваа листа, дека истиот спаѓа и во листата на смарт контракт компатибилни блокчейни. Со тоа што се наоѓа доста високо, моментално е на 7-о место, Binance и XRP се над него, моментално како главни компетитори во однос на market cap, а Binance во однос на самиот софтвер, затоа што XRP матично не е Layer 1, за разлика од тоа Binance BNB е. Како и да е, значи, Solana би рекол дека моментално е третиот најголем proof of stake тип на блокчейн кој што моментално е смарт контракт компатибилен. Значи, тоа е на некој начин доста големо достигнување за овој проект. Пак ќе кажам, не е мој омилен. Нормално кога станува збор за основната апликација, овдека не можеме да најдеме било каков тип на софтвер или пак некаков тип на ентитети од реалниот свет кои што можева да го прават. Нормално кога станува збор за Layer 1 и за смарт контракт компатибилност, тоа е исклучиво блокчейн проекти. Па така и во оваа ситуација, значи единствените кои што му се реална конкуренција, како што кажавме, се овие најголеми layer кетчови моментално кои што постојат во оваа сфера. Сега ќе се осврнеме малку на токеномија, нормално дека ќе објасниме малку повеќе и за неговиот консензус и за начинот на кој што функционира истиот, се што треба да знаеме за овој блокчейн. Како што кажавме, не ги одговараме сите овие прашања поред, но поред ќе стигнеме и до сите прашања да бидат одговорени. Како што може да забележиме, има поголема количина на seeding rounds, funding rounds, како сакате, почнувајќи уште од 2018 година и тоа со значителни количини на средства, 3 милиони, 12 милиони, 20 милиони и така натаму, и последната private sale 2021 година од неверојатни 314 милиони долари. Значи дека има екстремно голема количина на angel investors, на capital инвеститори. Нормално ова се ентитети кои што имаат добиено доста голема количина од основните коини кои што ги има нормално Solana. Сега што видам да најдам некој по-голем на самиот почеток, како што успеав да видам, нема некој позвучно име кое што го знаеме, додека во 2021 година Андерсен Хоровиц, A16Z, како што знаете, еден од најголемите инвеститори во крипто, кои што го следиме постојано, значи оприлика пак би рекол, тие се најголемите, Alameda Research, за жал, знаете што е, тоа е FTX, нивната инвестициона компанија, како сакате, која што моментално е еден од проблемите кои што го имаме со Solana, ќе поразговараме малку подоцна кога ќе обрнеме малку повеќе внимание на тој дел. Но како и да е, значи гледаме дека има доста инвеститори што од самиот почеток кои што на некој начин земале значителен дел од Solana коините и за тоа нормално ќе поразговараме малку подоцна. Сега, во однос со консензусот, значи Solana мати представува proof of stake тип на консензус, но дополнително во себе има уште еден механизам, така наречен proof of history. Сега, ќе објасниме преку едно интересно видео, зошто е толку биден proof of history во матичниот proof of stake, би рекол консензус кој што моментално е воспоставен на Solana блокчейнот. Односно, дека може да видиме како на, би рекол, уникатен начин овој блокчейн го решил, би рекол, проблемот во однос на утврдување кој нод ќе има право да запише блок и да ја добие наградата. Погледнете. Значи, ова е оприлика како изгледа во најосновна форма Solana блокчейнот во однос на неговиот консензус. The Solana network uses the proof of stake consensus mechanism to confirm transactions.
In a proof-of-stake system, validators lock up a large amount of tokens to be able to verify transactions and earn rewards. If they do anything Значи, најосновната форма на Proof of Stake е мрежа на нодови, каде што секој од овие нодови депонира одредена количина на коини, во оваа ситуација Solana, кои што представуваат Proof of Stake, односно значи доказ за удел во мрежата. Тоа е и поентата на името Proof of Stake. И овие коини практично служат како ваш влог за да имате право да запишувате блокови и при тоа да добивате нормално награди. Со тоа што нормално сега овде ќе објасни дека доколку некој од овие нодови се обиде да направи нешто што не е легално во однос на правилата на самиот блокчейн, ќе добие казна, односно неговите коини ќе бидат изгорени како казна за тоа што пробал да направи нешто нелегално на самиот блокчейн. Само секунда. shady, they lose their tokens in what is known as getting slashed. So usually for each block or time slot, the network chooses a validator to verify the transactions, and the other validators vote on his block, either accepting or denying his work. In Solana, this chosen validator is called the leader, and сега, значи она што можеме да го забележиме овдека е дека уникатноста на Solana е тоа што од сите овие валидатори нодови кои што постојат моментално на мрежата, Solana има посебен тип на алгоритам кој што избира кој ќе биде следниот лидер, односно кој нод ќе има првенство, односно приоритет да може да запише блок во одреден временски слот. Така да тоа е уникатноста која што моментално ја има Solana во однос на другите Proof of Stake нодови. it is chosen randomly, but his chance of getting chosen increases according to the amount of tokens he staked, and there is a leader schedule anyone can see for the next leaders for the next time slots. Ева ка сега. Значи, иако рандом се бира практично следниот валидатор нод кој што ќе запише трансакцијата или блокот во оваа ситуација нормално, сепак шансите да биде избран се многу поголеми во однос тоа колку поголем стейк има. Значи, колку поголема количина на сол коини има заклучено во својот нод, толку поголема е шансата да биде избран, да биде валидатор кој што ќе го запише следниот блок. Дополнително, не само колку повеќе сол има, туку и колку подолго го има нодот. Тоа одека не е ставено поради некоја причина. И како што може да забележите, значи во овој блокчейн веќе има листа на предодредени валидатори кои што понатаму треба да ги запишат следните блокови на овој блокчейн. И на тој начин нормално оваа листа пред време ви кажува дека вашиот нод, например, ќе биде 15 блокови од сега да го запише така речено следниот блок. So each leader knows his turn in advance. But the problem here is the differences in time between leaders. Сега, значи овдека доаѓа proof of history типот на солуција во однос на тоа колку време имате да запишете блок или блокови. И на тој начин практично со овој тип на механизам proof of history ви имате одреден временски сегмент во кој што на еден валидатор му се дава шанса да запише блок. И истиот тоа мора да го направи. И сега овдека ќе прескокнеме до делот каде што објаснува што е точно proof of history за да разбереме нормално како функционира овој дел од механизамот. Is a way of keeping time in a blockchain. We will explain what that means in a minute. But the most important thing is that it is not a consensus mechanism. It is a way for leaders to know when to start producing a block, and a way for validators to verify that the leader produced the block in his turn. Ева ка сега. Значи, како што може да забележите, основниот консензус и понатаму е proof of stake. Разликата е во тоа што во Solana, за разлика од другите блокчейни, има точно определен слот на време во кој што овој лидер кој што е предодреден во однос на неговата количина на стейк и должина на време траењето на неговиот нод, има право да запише блок. И според тоа, преку овој proof of history, на некој начин се држи точно, би рекол, архива на некој начин за тоа дали правилниот лидер нод успеал да запише блок и дали тоа го направил нормално во одредениот временски интервал кој што му е даден. Значи нема да навлегуваме премногу затоа што верувајте ми ова навистина многу е комплицирано.
нема потреба толку многу да на некој начин навлегуваме во оваа материја. Идејата е, како што кажеме, станува збор за стандарден proof of stake тип на блокчейн, кој што е надграден со овој proof of history, би рекол, механизам. Што значи дека во основа начин на кој што функционира Solana не е многу поразличен од начин на кој што функционира еден стандарден тип на proof of stake блокчейн. Идејата со proof of history е да има јасен концепт на тоа кој и кога треба да запише блок и на тој начин да функционира многу побрзо како блокчейн. Односно на крајот од денот, ако било кој се обидел да запише трансакција и понатаму оваа трансакција е превземена од така наречениот proof of history секвенцен механизам, кој што определува точно кој нод во кое време треба да го запише овој блок, откако тоа ќе го направи, истиот се потврдува од останатите валидатори кои што мораат нормално да го валидираат. Истиот како консензус се запишува на практично блок на Solana и при тоа со ваквото финалност на самиот блок вие практично ја реализирате трансакцијата. На крајот на денот нема нешто многу поразлично во однос на начин на функционирање. Овдека нормално има дополнително, ако би сакале, само запишете proof of history на Solana и ќе го најдете начин на кој што функционира преку хешовите и како определува дека нели имаме точна низа на последователни блокови во однос на хешовите кои што ги добиваат од претходниот блок од овој proof of history механизам кој што утврдува кој е следниот нод. Затоа реков, нема да комплицираме премногу, затоа што на крајот на денот вас ви е битно како во основа функционира, секој што сака да има малку понапредни знаење, тоа може да го направи нели на своја рака, да не комплицираме премногу овде. Во однос на програмскиот јазик, Rust е основниот јазик кој што се користи на Solana. За жал не успеав да видам дали постојат и други. Еве да видам кој евентуално овде има, не, и понатаму останува тоа дека основниот блокчейн, основниот програмски јазик за блокчейн на Solana и понатаму останува Rust. Сега, како што кажеме, како тип на proof of stake, истите има моментално 754 активни валидатор нодови. И зошто е толку битно ова, како што кажеме, затоа што некој од вас потенцијално може да одлучи дека сака да има свој нод. Сега, интересниот дел за нодовите, кога станува збор за proof of stake, е дека во Solana блокчейнот немате лимит на тоа колку коини треба да имате, но имате практично некоја пресметка за тоа доколку немате доволно коини, голема веројатност дека нема да бидете избран да бидете оној лидер нод кој што ќе го запише блок. Што значи дека на крајот од денот во однос на пресметките кои што се направени до сега, иако не е толку скапо да се направи нод во однос на најосновниот да речам дел, вие може да го направите тоа во однос на техничкиот дел. Проблемот е дека доколку немате над 5000 Solana коини, вие нема да бидете профитабилен. Вели, моментално според пресметките направени, вас ви се потребни минимум 5000 Solana коини од 2025 до 2026 период, да земе како тест период, за да имате шанса да бидете избран како лидер валидатор и при тоа да добиете блок. Затоа што ако вие имате нод, а никогаш не сте испрани за лидер валидатор, автоматски вие никогаш нема да добиете награда. И сега чисто за компарација, 5000 Solana коини моментално по оваа ниска цена во средината на bear market е $425,000. Затоа и многу е тешко да се направи овој нод, затоа што навистина чини премногу. Во секој случај ние нормално линк до спецификациите и начинот на кој што може да направите нод ќе оставиме во практична дескрипција. Може да видиме дека некои звучни имиња имаат своји нодови, како Alchemy Pay, како Anchor Protocol, како само да видам дали имаше некој вака што е малку поголем. Сега може да видиме некој од овие не ги знаеме, но како и да е. Значи, например, овие два се доста големи проекти кои што исто така одлучиле да имаат свој Solana нод. Како и да е, тоа е она што треба да знаеме за нодовите и како што кажаме, значи според нивната проценка има 754 нодови, затоа и нема толку многу нодови, зашто се премногу скапи да се направат, а според токен терминал имаме, само да видиме точно, 774. Значи опрлика негде околу 770 горе-доле има нодови активни на Solana, што значи дека ова е потврдено. Кога станува збор за стейкинг, со оглед на фактот дека е proof of stake, значи можеме да видиме дека може да направите стейкинг директно преку вашиот Ledger. Јас немам Solana, но доколку имам, дефинитивно би го правил тоа преку Cold Wallet, доколку можете, тоа е дефинитивно најдобрата солуција, затоа што вие во никој момент не ги депонирате вашите коини нигде. Така да секогаш препорачуваме, ако можете, тоа да го направите на Cold Wallet. Исто така постои и Solflare, значи тоа е екстензија која што и ние имаме, затоа што имаме продукти, тоест проекти кои што моментално се на Solana, како што е Render и како што е, например, нивниот
Oracle, така да поради овие причини, нели, го имаме како екстензија моментално, но пак ќе напоменам, Solana имаме само колку за фи. Тоа е се, но самиот Solflare како екстензија ви дозволува да можете да правите стейкинг. PIT, се извинувам, не текнуваше името на Solana. Така да, еве две солуции каде што ви можеле да направите стейкинг на Solana. Со тоа што кога ќе разговараме за инфлацијата, ќе видиме колку е моментално стейкинг reward на Solana и со тоа и инфлација нормално на овој продукт. И пред да навлеземе во вестите, ова е последната работа што сакаме да споделиме од нивната платформа. За жал не можев да најдам екосистем, побарав, не можев да го најдам нигде, да видиме нели апликација, знаеме дека имаат екстремно голем екосистем. На нивната страна, верувале или не успеав да најдам екосистем. Она што успеавме да го најдеме е launch.solana.com. Ова е начин на кој што и вие може да лансирате ваш различен, или како што може да забележите, може да има различен тип на апликации на Solana, значи ова е така речено devs тип на делот на Solana страната, каде што буквално ги имате сите потребни, би рекол, алатки за потенцијално да развивате ваш софтвер на Solana. Сега влегуваме во делот со вестите, тоа е фундаменталната анализа, каде што има многу од работите кои што ние се противиме на овој проект и нормално тоа го правиме со аргументи. Значи причината поради која што ние немаме Solana и нема да имаме Solana е заради тоа што Solana до сега не ги отстранила клучните негативни фактори кои што го прават овој проект и понатаму да биде помалку битен за разлика од другите Layer 1. Сега ќе објасниме што е тоа. Firedancer надграбата ја зборуваат веќе 3 години. Значи 3 години слушаме како Firedancer ќе дојде, ќе го направи да биде уште побрз, да биде уште постабилен, да, многу битно, го елиминира големиот процент на fail трансакции, на неуспешни трансакции на овој блокчейн. И официјално на 12 декември 2025 година истиот започна да функционира на Solana. Сега, една работа која што ја заклучивме од она како е моментално имплементиран е дека Solana, моментално овој Firedancer, го има имплементирано само на дел од своите валидатори. Односно негде околу 26, како што можеме да видиме, од своите валидатори го имаат имплементирано. Сега, дали тоа со време ќе го направат да биде на сите нодови или не, останува да видиме. Може би тоа е причината поради која што се уште ги имаат истите проблеми, но пак ќе напоменам, они главната работа која што требаше да ја решат со овој апдейт, ниту по точка разно не ја решија, дури би рекол дека некои работи се и малку по-страшни, сега ќе го покажеме тоа, повторно ние не зборуваме без соодветни докази. Значи идејата на Firedancer беше, како што кажавме, да го реши проблемот со fail transactions, трансакциите да не бидат неуспешни, како што тоа го гледавме постојано на овој блокчейн, и уште толку да ја забрза Solana. Кога станува збор за брзината? Значи, они зборуваат за некакви си потенцијални 1 милион трансакции во секунда, пред тоа зборуваат дека истата била способна да направи 60.000 трансакции во секунда, значи, во однос тоа колку е брза Solana, на второ место, нејзината теоретска брзина секогаш била наводно околу 60 до 65.000 трансакции. Да се разбереме. Тоа што некој вас ви зборува дека теоретски може да се постигне, е само теоретски. Додека во пракса, максималната брзина која што некогаш успеа да постигне е 6200 трансакции. Нормално, за разлика од останатите надолу кои што ги погледнеме, 6200 трансакции во секунда е навистина импресивна бројка, но тоа е 10 пати помалку од она што они го ветуваа како вкупна бројка на трансакции, нели, кога овој блокчейн ќе функционира, нели, во целост. Друга битна работа, можеме да забележиме дека за разлика од тоа 4 пати поголема е бројката на максимални трансакции кои што успеал ICP да ги постигне. Што значи дека ICP е дефинитивно број 1 најбрз блокчейн во светот, без разлика дали тоа ви се допаѓа или не, и тоа може јасно да го видите овдека, затоа што овие мерачи што ги гледате овдека се транспарентни, не се на никого, туку се децентрализирани и ги читаат трансакциите и нормално карактеристиките на овие блокчейни директно од блокчейнот. Значи дека не може да бидат манипулирани. Но сепак мора да признаеме дека е еден од најбрзите, да речем, блокчейни во криптосветот. Но брзината е ништо доколку трансакциите се неуспешни. Така да на овие 931 трансакции во секунда кои што моментално ги процесира Solana, голем дел од истите се неуспешни. Тоа е нешто што е недозволиво за блокчейн. Значи блокчейн не може да се понаша како административец на ДУИ во Македонија. Значи, блокчейн не може да има фейл трансакции и тоа зборуваме повеќе од 25%. Сега, за жал,
постојано ја користиме исти овие мерачи на Dune и еве сега моментално можеме да видиме дека поради X причини, не знам зошто, денеска не ни дозволува да ги погледнеме. Значи, овдека, како што може да забележите, станува збор за Solana Failed Transactions и денеска, верувале или не, тоа не можеме да го направиме баш кога го правиме ова видео. Но не се секирајте, ние имаме нормално бекап план, а тоа е како што може да забележите и сами. Ова е артикл од 8 април, значи статија од 8 април, каде што погледнете го ова. Значи, не само што не ги подобриле, туку ги упропастиле уште толку трансакции. Погледнете го сега ова. Значи, ова е од 8 април. Тоа е истата таа мерка што ние постојано следиме на Dune, кој што е нормално уште еден децентрализиран тип на проект кој што води сметка за ваков тип на карактеристики на блокчейните. Погледнете го сега ова. На 8 април, они земаат од така речено 8 април наназад до 8 март. Тоа е еден месец. Во овој еден месец, ова е после имплементирањето на нивниот Fire Dancer, кој што требаше да го подобри се тоа. Погледнете го сега овој катастрофален момент. Значи, имаме два типа на трансакции кои што поминуваат на Solana блокчейн. Едниот се така наречени vote, односно гласачки трансакции, другите се негласачки трансакции. Со тоа што гласачките трансакции се однесуваат на механизамот, односно воспоставување на консензус помеѓу нодовите. Така да може да забележиме дека гласачките трансакции биле со успешност од негде околу 70%. Значи може да забележиме дека оние трансакции за воспоставување на консензус на мрежата има успешност од 70%. И тоа е недозволиво. Значи не може вие 30% од трансакциите да ви се неуспешни. Тогаш која е поентата на вашето постоење? А сега доаѓа пострашниот дел. Замислете, во последниот месец од 9 март, од 8 март до 8 април, ние имаме неверојатни 60 до 70% неуспешни трансакции. Кога станува збор за non-vote transactions, што значи, како што може да забележите овдека многу јасно објаснето, non-vote transactions представуваат што? Представуваат трансфери, представуваат купување, продавање на дексови, smart contract executions и така натаму. Што значи дека вие сте имале во последниот месец дена 76% неуспешни трансакции на овој блокчейн. И знаете што ќе ви кажам? Блокчейнов може да ви биде и 65.000 трансакции во секунда, ако 75% од овие трансакции се неуспешни, пак ќе ве прашам, која е поентата на овој блокчейн? Тоа е како имам кола, ама само 2 дена во неделава ми работи, другите 5 дена не работи. Која е поентата на таков тип на блокчейн, еве кола во оваа ситуација? Дали вие би ја чувале таа кола? Тие 2 дена кога работи е многу брза, а останатите 5 дена не работи. Супер, одлично. Значи, ако ова треба да биде стандардот за блокчейн, тогаш Господ нека ни е на помош. Ако ова треба да ги замени банките, замислете. Јас пак ќе ја прашам, замислете, вие сте бизнис. И замислете кога во вашиот бизнис трансакциите кои што поминуваат на Solana, 75% од трансакциите не поминале. И сега што правиме? Што правиме ако 75% од денешните трансакции во вашата продавница не поминале? Како ќе им кажете вие на вашите клиенти? Ама знаеш, ние Solana користиме. Тоа ли ќе им кажете? Тоа е апсолутна катастрофа за најголемиот, или ајде да речеме еден од најпопуларните Layer 1 блокчейни во светот. Апсолутна катастрофа. Кога станува збор за uptime, уште еден многу критичен момент. Значи, uptime е времето кое што го има блокчейните, односно колку биле практично активни. Значи, колку време запишувале постојано блокови. Значи, пак ќе кажам, идејата на блокчейнот е токму тоа. 24/7 достапност 365 дена во годината. Идејата е постојано да бидат активни. Погледнете го сега ово. Јас овдека замолив, нормално замолив, побарав од вештачка интелигенција да ни даде до овој момент, април 2026 година, кои се топ 50 блокчейни според uptime, односно според непрекинато време на постојано функционирање на блокчейнот, каде што не паднале поради некакви грешки, не биле нападнати успешно, значи постојано функционирале без никаков даунтайм. Погледнете го ова. Litecoin, Ethereum, Cardano, Tron, XRP, Doge, Monero, BNB, Stellar, Polkadot, Avalanche, Bitcoin, Polygon, Cosmos, така натаму. И на 50-то место Solana. Причината multiple high profile holds. Значи неколку високо профилни запирања на блокчейнот.
Solana се наоѓа на 50-то место според активност на блокчейнот и негова непрекинато работење. Значи, EOS, што е практично мртов проект, е поактивен од Solana. Чисто да го имате како представа моментално. Значи, не е битно само да е брз блокчейнот, треба и да функционира. Така? Значи, гледаме многу работи кои што се негативни, кои што они се уште не ги елиминирале. За жал, на Дун моментално може да видиме дека и другите матрици за Solana не функционираат. Денеска сакам да ви покажам колку од активноста на Solana се ботови. За жал, не може да го покажам тоа, затоа што поради некоја причина повторно не ми ги дава овие матрици, но верувам дека во следниот 2-3 дена може би има некоја грешка денеска, ќе можете да го проверите тоа и сами. Односно, на Solana да проверите колку од значи уште еднаш ќе го видим, може ќе се уклучи сега, не знам. Значи да видиме уште еднаш дали ќе се уклучи колку од активноста на Solana е од ботови, а колку од активноста на Solana е од вистински луѓе. Нормално ние имаме бекап и за ова. Значи само секунда, еве ќе прашаме да видиме што ќе ни каже AI, вештачката интелигенција ќе ни потврди колку моментално трансакции имаме од страна на ботови, а колку од вистински луѓе. Ќе ве зачуди. Зошто? Затоа што 70% од трансакциите на Solana се ботови. Сите овие трансакции што ги гледате и целата оваа активност и сите овие чуда од тргување и фи се направени од ботови. Не велам дека тоа е негативно, на крајот од денот фи е фи, ревенју е ревенју, но сакам да ви кажам дека целата оваа активност што ја гледате овдека се ботови. Тоа се посебни типови на програми кои што се тренирани како вештачка интелигенција за да практично прават одредени акции. Што значи дека сега не велам дека ово го направиле они нарочно за да има поголема активност, нормално нема потреба, Solana е еден од најактивните блокчейни, но сакам да ви покажам дека голем дел од оваа активност не се луѓе. Сега, друга битна работа, иако ова не е толку голем проблем моментално, се уште околу 3,5 милиони Sol коини се во портфолиото на FTX и Alameda Research, односно ова е пропаднатата менувачница во ноември 2022 година, која што беше еден од главните инвеститори на Solana. И дури би рекол среќа за нас што се само 3,5 милиони од вкупната количина на коини во рацете на FTX, затоа што ова е нормално оставинска постапка која што се води против оваа пропадната менувачница, во која што овие ќе бидат ликвидирани коини и ќе бидат нормално парите дадени на кредиторите кои што изгубиле пари со пропаѓањето на оваа менувачница. Сега како ќе изгледа нормално тоа останува да видиме, затоа што можеби ќе ги дадат директно коините, на тој начин ќе имаме многу помал дамп, но ако не го направат тоа и ако одлучат дека треба да ги елиминираат овие коини, за да може да исплатат на, да речем, кредиторите на оваа пропадната менувачница, тоа би бил солиден дамп, каде што 3,57 милиони Sol коини ќе бидат продадени на менувачница кои што нормално ќе намали цената на Sol и при тоа овдека да се потсетиме ќе имаме дополнително и негативна вест. Ете се продава дамп дури да не е толку голема сумата, зашто го зборам ова. Значи ние во циркулација имаме 585 милиони, што значи дека овие три се многу мала количина на Sol коини. Овдека повеќе е фад моментот дека еве се продава портфолиото на FTX, така да тоа е една од работите кои што може да ги очекуваме како негативен фактор за овој коин во следниот bull market. И уште една екстремно негативна ствар која што мораме да земеме предвид е моменталната тужба против Solana. Јас комплетно ја поддржувам оваа тужба, ако може би се приклучил јас на истата. Значи, претходниот bull market, една од причините поради која што ова, би рекол, цела индустрија не ја гледа сериозно, е токму Solana. Токму проектите како Pump на Solana, кои што беа апсолутно, би рекол, најгнасниот дел од оваа технологија, кој што се представува како клучната, да речем, сфера во оваа технологија. Значи, ние се наоѓаме во оваа ситуација заради тоа што институциите видоа во 2024 година како се прават pump and dump шеми на Solana блокчейнот, значи најголем дел, зборуваме 90% од овие pump and dump шеми беа на Solana блокчейнот и сега имаме потврда дека Solana била активно вклучена во овие pump and dump шеми. Односно преку соработка заедно со значи PumpFun, тоа беше апликацијата на која што се минтаа овие мем коини, така. Значи погледнете овдека, имаме 5000 плюс, значи ова е повеќе од 5000 внатрешни пораки помеѓу PumpFun и инженерите на Solana и GitLab, не ми е битно, но Solana е битно овдека, каде што они помеѓу себе се договарале
за тоа како ќе бидат реализирани овие pump and dump шеми и како да бидат дадени нормално соодветни, би рекол, привилегии и алатки на тие што сакаат да направат rug pull. Значи, ова е крајно недозволиво, ова е криминална активност. Значи, еве да покажеме уште еднаш јасна статистика, вели 98% од вкупната количина на коините. Значи, пази, од 98,6 до 99. Значи, тоа е средната вредност, од 98,6 до 99. Проценти од меме коините на Pump Fund се комплетно пропаднати. Ние зборуваме за тешки милиарди кои што се изгубени со овие Pump and Dump шеми. И моментално активно се води случајот и против Solana, не само против Pump Fund, и ако биде истата обвинета и ако биде најдена за виновна, пазите, 5,5 милиарди долари загуби имале ритейл трейдерите поради Pump and Dump шеми. Тоа што ние постојано го зборуваме на нашиот канал е забрането да се зборува за меме коини, поради оваа причина. И јас се надевам дека ќе ја казнат Solana. Јас се надевам дека ќе остават на Solana CEO во затвор за ова. Затоа што ова што гледате моментално е причина поради која што целиот сектор не напреднува, поради која што на нас гледаат како дечја игра, а не како сериозна институција и сериозна технологија, така да ова е главната причина која што мора да се елиминира. И се надевам дека ќе дојде оваа регулатива што толку чекаме за конечно да се елиминираат ваков тип на играчи. Ако ова е начинот на кој што вие профитирате и го растете вашиот блокчейн, тогаш вашиот блокчейн не треба да постои. Понатаму, ова е сега позитивни вести. Значи, првата работа која што е позитивно е тоа што значи SEC, знаете, сами Комисијата за хартија од вредност, во оние 16 коини кои што беа јавно прогласени дека не се хартија од вредност, ја стави и Solana. Затоа што Solana заедно со BNB, заедно со XRP, заедно со Cardano, Polkadot и така натаму беа прогласени за хартија од вредност и беше практично отворена постапка против нив, иако не директно, индиректно преку менувачниците Coinbase и Binance US. Но ова е позитивно затоа што Комисијата за хартија од вредност конечно го на некој начин обели образот на сите овие проекти дека никогаш не биле хартија од вредност. Уште една позитивна вест, која што морам да признам дека е позитивна вест, е фактот дека Solana моментално се обидува да му помогне на Aave. Aave беше еден од протоколите кој што беше така речено оштетен со овој Kelp DAO exploit, кој што беше негде на почетокот на април, тоест не, околу недела дена прилика. Како и да е, значи моментално Solana сака дел од своите значи средства кои што ги има фондацијата да ги инвестира во Aave како покритие за овие изгубени неверојатни како беа 230 милиони практично долари загуба поради овој напад. Ова е позитивно, че ова покажува дека има моментално синхронизација помеѓу проектите и има соработка и се обидуваат да помогнат едни на други. Тоа е една од позитивните вести кои што моментално ги имаме во овој сектор. Исто така доста позитивна вест дека ќе се лансира USDPT, тоа е новиот стейблкоин на Western Union. Ако се сеќавате моментално се повеќе и повеќе овие типови на организации како MoneyGram, Western Union се обидуваат да користат блокчейн технологија поради би рекол позитивните карактеристики кои што им дозволуваат да може да прават трансфери во целиот свет без при тоа да зависат од SWIFT, да зависат од банкарски регулативи, па така и овде. Значи овој USDPT стейблкоин ќе биде матично на Solana, што е голема одлука за магнат како Western Union. Да се подсетиме и Western Union и MoneyGram првенствено работеа со XRP, за поради тужбата и Western Union и MoneyGram да се преместат на други блокчейни, но со оглед на фактот дека тужбата и против XRP е завршена, така да ќе видиме како ова ќе заврши, како и да е. Значи моментално ова е битниот дел, стейблкоинот на Western Union ќе биде активно лансиран на Solana, само да имаме во мај, значи тоа е во текот на овој месец што доаѓа. Сега исто така, овде ќе имаме кошница на ETF, така речено, тоа е ETF кој што во себе ќе содржи Solana, Ethereum и Bitcoin, кој што ќе биде лансиран на Nasdaq во текот на мај. Зошто е битно? Затоа што и овде ќе имаме изложување. Се подсетиме, Solana веќе има неколку активни спот ETF-и, што е доста добро. Solana има неколку активни futures ETF исто така. И ова ќе биде дополнително, че секој плюс ETF кој што се појавува каде што директно имаме посебно спот во оваа ситуација Solana, тоа значи дека се повеќе и повеќе Solana коини ќе се одземаат од пазарот. Така да ова е позитивно за Solana, што нормално ќе делува на нејзината цена во средниот bull market. И да се подсетиме дека еден од главните проблеми и понатаму за криптосветот останува квантниот ризик, односно потенцијалниот напад од квантни компјутери. Според Coinbase, ако се сеќавате, она
би рекол истражување кое што го направи самиот, каде што Aptos и Algorand беа прогласени за топ 2 проекти по квантна заштита. Ethereum и Solana се ставени како коини кои што дефинитивно треба да поработат на подобрување, така речено, на оваа заштита и активно можеме да кажеме, еве гледате и сами, значи веќе работат пред 4 месеци, веќе се правеле тестови за значи трансакции кои што ќе бидат резистентни, односно отпорни на квантни компјутери, односно на напади од квантни компјутери, што значи дека и сите блокчейни како и Solana моментално активно работат да се подобри, така речено, оваа заштита за својот блокчейн, што е крајно позитивно. И последните 2 вести од Solana е дека во текот на следниве неколку месеци, прво, тоа е сега во мај, само да видам каде беше датумот, значи еве го, тоа е на 5 мај, буквално за една недела од сега. Ако некој од вас се наоѓа во Мајами, ќе има Solana Accelerate USA, а доколку понатаму сакате да учествувате на некој од овие настани, тогаш во Лондон на 15 ноември ќе има Solana Breakpoint. Еве една интересна работа, ви кажам, која до сега не сум спомнал. Верувале или не, фондацијата на Solana има свое представништво и за Балканот, и тоа базирано во Македонија, која што ни понуди да ни даде средства за да практично правиме едукација. Единствена работа што побараа од нас е да направиме видео и за Solana и потенцијално да едуцираме за апликации и Solana блокчейнот. Кажавме ни по точка разно не е возможно такво нешто, затоа што Solana на нашиот канал не е баш најомилен блокчейн. Гледате и сами зошто, а од друга страна се разбереме, значи дека ние ќе дозволиме некој да ни диктира како ќе работиме, тоа е научна фантастика, така да ова е една работа која што не ја знаете за нас и не сме ја кажале до сега, но денеска е видеото, па можеме да го спомнеме пред вас, значи ние би одбиле пари прво пред да треба да компрометираме тоа што сакаме да го пренесеме до вас, а на крајот од денот, па ќе кажам, на овој начин со одбивање на вакви спонзори, ние се ставаме во ситуација во која што вие може да верувате на тоа што го работиме. Во моментот кога јас сум директно инвестиран, тоест спонзориран од Solana, ја не би можел да правам вакви видеа во кои што јавно би ви кажувал кои се проблемите со овој блокчейн. Сега, техничка анализа би рекол како и останатите коини во овој bull market, многу слично на Ethereum, не успеа да направи нов all-time high, иако го направи тоа за неколку центи, апсолутно ништо различно. Слично на тоа го видовме во Ethereum, би рекол сличен чарт. Значи идејата е дека моментално за жал овој bull market, кога би го споредили со другите да речем коини, не беше толку лош, затоа што имаше би рекол повторно солиден раст во овој bull market. Гледаме дека слично на тоа сме имале ситуација со Ethereum, но за жал поради тоа што ние активно немавме алткоин сезона, практично и самиот Solana не успеа да пробие надвор претходниот all-time high. Сега како и да, една работа која што мора да напоменеме дека како и другите блокчейни, истата ситуација. Ние гледаме една огромна акумулациона зона која што се гради уште од 2021 година. Како и останатите блокчейни очекуваме кога и да дојде она алткоин сезона која што чекаме да направи екстремно голем скок на цената на Solana како и останатите коини. Една работа која што мора да забележиме е дека Solana веќе има 50 милиарди долари зборува во bear market. Значи дека капацитетот за скок на овој коин ќе биде многу помал во следните bull маркети, затоа што веќе има екстремно голем маркет кап. Секогаш земајте го тоа во предвид, но повторно нема да разговараме нешто посебно во однос на техничка анализа. Зошто? Затоа што на крајот од денот не заборавајте дека техничката анализа на алткоините првенствено зависи највеќе од техничката анализа на биткоин. Така да кога ќе успееме да утврдиме дно на техничката анализа на биткоин за овој циклус, тоа ќе можеме активно да зборуваме и за каде се наоѓаат алткоините. За сега за жал, она што може да го забележиме е дека се наоѓа на доста ниска позиција во претходниот all-time high. Гледаме дека има доста ниски индикатори, споредбено се наоѓа на практично дното од 2022 година, но со оглед на фактот дека ние чекаме уште едно скалило надолу за биткоин, така да очекуваме дека и останатите алткоини ќе го следат овој пример на биткоин. Останува да видиме за сега не би навлегувале премногу техничка анализа, додека, пак ќе кажам, не утврдиме дно на биткоин. Сега, освен техничка анализа, се враќаме повторно на токеномија, затоа што, знаете, сами токеномија има највеќе што да се зборува, има највеќе метрици, има највеќе карактеристики на блокчейн кој што треба да ги земеме во предвид. Првата работа е колку коини моментално имаме пуштено во оптек. Значи имаме 575 од 625 милиони коини се пуштени во оптек. Технички гледано, тоа е поголем дел од коините, значи ни остануваат уште оприлика некои би рекол 20% вкупната количина на коини кои што треба да бидат пуштени во оптек. Сега одека ние ги земаме, значи каде што успеавме да најдеме податоци, првенствено тоа е
CoinGecko, а втората е Tokenomist. Сега имаме една многу интересна категорија овде што мора да земеме предвид, а тоа е дека инфлацијата на овој коин е значителна. Погледнете. Досега инфлацијата на овој коин беше и по 15%. Значи само од инфлација во овој коин се зголемила количината на коини до 282 милиони дополнителни коини. Нормално ова е планирано во така речено вкупниот број на коини, значи да стигнат до 625 милиони и има schedule, односно ја намалуваат инфлацијата како се движи натаму количината на коини на пазарот. Можеме јасно да видиме дека ова заоблување на vesting schedule е токму тоа, намалување на инфлацијата на овој проект. Сега ќе погледнеме колку инфлацијата, нормално тоа е практично и стейкингот на самиот проект. Значи, може да забележиме дека моментално најголем дел од она што останува е инфлација. Погледнете. Значи, тоа е најголемата категорија и тоа е најголемата категорија која што ќе продолжи да расте, ова последно поле овде, додека гледаме дека најголем дел од, да речеме, останатите категории се веќе исполнети. Сега има мала разлика, овде гледаме дека според Tokenomist сите овие категории се веќе исплатени, тимот, валидаторите, стратешки партнери и така натаму, додека за разлика од тоа гледаме дека не е таква ситуација која ќе погледнеме на CoinGecko. Ова се некои контрадикторни информации кои што не можеме да знаеме која од овие две е точна, но во секој случај зборуваме за многу благ vesting schedule, значи нема скалила, нема големи отклучувања, станува збор за постепено отклучување на коини кои што гледаме дека во оваа ситуација се уште активно се исплаќаат. Фондацијата, founding rounds, тоа се оние рунди на инвестирање што од самиот почеток од 2018 година, тимот, стратешки партнери и тоа е оприлика оние големи, да речеме, што ги гледат овие категории на отклучување на коини, која што ќе заврши во 2035 година. Значи тоа што официјално ќе стигне до оваа бројка од 625 милиони коини, но со оглед на фактот дека постојано се намалува нивната инфлација, нормално на тој начин они и ќе прават, нели, да може да порасне самата цена, зашто нема толку многу инфлација, нема толку многу изминтани коини. Сега кога станува збор за инфлација, сега ќе видиме точно како изгледа моменталната инфлација, пресметана од вештачка интелигенција. Почетната е негде околу 15, погледнете. Значи на самиот почеток од 2018-19 наваму е 15%, а сега моментално е стигната до околу 4 до 5%. Значи дека моменталниот стейк што вие го добивате, 2026 година, е негде околу 4,5 до 5% на вашите SOL токени на годишно ниво. Имајте го тоа предвид. И гледаме дека постојано имаме нови wallet-и. Значи ова е активни wallet-и кои што моментално држат Solana. Погледнете, постојано расте, веќе имаме 169 практично милиони активни wallet-и кои што поседуваат Solana. Тоа е навистина голема бројка, значи дека навистина многу луѓето го купуваат овој проект. Исто така во однос на burning механизмот, освен тоа дека имаат инфлација која што постојано се намалува како се ближат до онаа крајна бројка, како што видовме, инфлацијата им е планирана на крајот кога ќе стигнат до 625 милиони да биде 1,5%. Што значи дека кога ќе стигнат, гледате, 2031-32, крајот на vesting schedule, ќе заклучат инфлацијата на 1,5%, што значи дека само 1,5% ново испринтани коини ќе има, кои што нормално ќе бидат подарувани на оние валидатори кои што се избрани да запишат блок. Дополнително, многу битен момент, има практично burning механизам кој што е дел од Solana алгоритмот, дека 50% од сите трансакции, односно од сите фии за трансакции се горат. Значи ова е крајно позитивно, пак ќе кажам, гледаме дека ова станува мода, станува едно универзално решение за сите проекти да користат ваков тип на механизам со кој што нормално ја намалуваат, не само што ја намалуваат инфлацијата, туку ја намалуваат активно количината на коини. А со оглед на фактот дека Solana е еден од најкористените блокчейни, тогаш нормално дека сите овие фии што се горат се повеќе и повеќе ќе намалуваат количината на SOL коини. Проблемот е што јас сегде проверив, не успеав да најдам колку до сега коини се изгорени. Ова е практично еден од моментите што ги најдовме, значи овде ќе имаме цело да речам артикл, односно статија во која што точно се објаснува како се прави burning и ги најдовме сите битни информации, но не најдовме каде може да провериме колку до сега има изгорено. Тоа е еден од проблемите што мене ме нервира, сакам да видам активно, сакам да ми покаже некој каде е адресата на која што се горат овие коини токени. За жал тоа не успеавме да го најдеме и дури и на Solana самата по себе на white paper, погледнете, сами имаат и дури и посебна процедура како да го правите овој burn на коини, односно токени. Како и да е, значи за жал не успеавме да најдеме. Оно што успеавме да го најдеме е до ноември 2024 година, купно се изгорени негде над 6,2-6,3 милиони
долари, односно негде околу 20 и колку е дека 25.000 Solana коини. За жал не можам да најдам ништо повеќе од ова, единствениот податок што го најдов за тоа колку коини до сега се изгорени, ама да биеме реални. На 500 милиони Solana коини, 25.000 се апсолутно ништо, но пак се нешто, значи едноставно или почеток. Како и да е. Solana има неколку активни ETF-и, ETF-ите знаеме дека моментално е на второ место во однос алткоини, ако ги издвоиме Биткоин и Етериум како, да речем, засебни проекти кои што веќе не може да ги сметаме за алткоини, да бидеме јасни. Значи, Solana дефинитивно се наоѓа на четврто место по количина на капитал собран во своите ETF-и, иако има околу 2 месеци повеќе од XRP, XRP има негде околу 200 милиарди повеќе собрани, милиони се извинувам, повеќе собрани во неговите ETF-и. Значи, овие 4 или 5 ETF-и на Solana кои што моментално постојат, досега имаат акумулирано 883 милиони долари во овој ETF. Беше и малку повеќе, имаше некои продавање, но како и да е, ова воопште не е лошо. Значи, погледнете, од самиот почеток ние имаме сериозни акумулации, значи секој месец е нет позитив. Во секој месец имаме дополнително зголемување на количината на Solana која што ги држат овие ETF-и. Пак ќе напоменам, ова зборува за тоа колку голем интерес има за алткоини во време на bear market. И XRP, и Solana, и Chainlink, и останатите алткоини гледаме постојано активно акумулирање од ETF-ите. Ова е, според мене, промената на играта, каде што институциите влегуваат во алткоини. Дали ви се допаѓа тоа или не е битно. Активно може да го видите, да ги гледаме нормално мерките, да ги гледаме овие податоци и според тоа да одлучуваме, да пробаме да бидеме неутрални. Во однос на дацовите, Solana е на трето место со најголема количина на компании кои што поседуваат Solana, како што може да видите има многу голема, значи 20 компании кои што поседуваат Solana, меѓу кои има компании кои што поседуваат по 2 па до дури 7 милиони Solana коини, што како што може да видите тоа е негде околу од 150 па до 150-200 долари, се извинувам, милиони долари до 600 милиони долари во Solana, што е навистина солидна количина и може да видиме дека има активно купување, нема продавање во последните 30 дена, имаме солидно купување на Solana коини од овие големи ентитети. Така да тоа е крајно позитивно. Solana, за разлика од Ethereum и Bitcoin, е третиот најактивен коин кога станува збор за Digital Asset Treasuries. Кога станува збор за третиот фактор на институции, што реков? Првиот е секогаш ETF-и, вториот е дацови, третиот е Real World Asset Tokenizација, каде што може да видиме сериозни имиња. Societe Generale, BlackRock, само да ги забрзаме, VanEck, Brevan Howard, не знам кој е, може би е голем, не велам не. Потоа ги имаме овие Apollo, R3, Franklin Templeton, се тоа се сериозни институции кои што токенизираат на Solana. Моментално Solana имаме скоро 2 милиарди долари токенизиран капитал и околу 15 милиарди долари токенизирани стейблкоини, односно токенизиран кеш. Со тоа што, ако погледнеме кои се моментално, само секунда, значи во кои категории има највеќе токенизирано, можеме да забележиме дека на прво место е нормално стейблкоините, веднаш потоа, неверојатни 838 милиони долари обврзници на Америка се токенизирани на Solana. Ова е кредит, тоа е така речено кредит кој што има покритие, акции, и сега овде ќе имаме некои помали категории кои што пак ќе речем се уште се формираат, останува да видиме кога ќе станат соодветна категорија да може да зборуваме, значи по 60 милиони не е нешто посебно и гледаме сериозни играчи. Можеме да видиме, само секунда да ги најдам кои се погледнете. Погледнете кои моментално токенизира на Solana. BlackRock на прво место со 532 милиони долари. Значи ова зборува дека на вистина BlackRock е активно вклучен во користење на Solana. Дополнително веќе ги покажеме останатите кои што не ги видовме малку порано. Значи Solana на вистина е сериозен играч кога станува збор за токенизација. Значи со своите 2 милиарди кога би го споредиле во однос на најголемите, се наоѓа на трето место веднаш после Ethereum и Binance. Значи Ethereum и Binance се единствените блокчейни кои што моментално имаат повеќе капитал кој што е токенизиран на истите. И сега, ако продолжиме, кажав, моментално се наоѓа доста високо на второ место во однос на брзина на трансакции, тоа е неминовно, но во однос на трансакциите кажавме многу битни работи кои што би ви препорачал ако не сте ги погледнале, да се вратите и да ги погледнете, затоа што тоа зборува многу за еден блокчейн, не е само колку трансакции има, треба да го разгледаме целосно и да видиме колку тие се валидни и така натаму. Така да тоа беше на почетокот на ова видео.
Втора битна работа што ја гледаме овдека е екстремно голем DeFi сектор. Ова е многу битно за еден блокчейн, посебно како Solana, каде што знаеме дека буквално, значи, DeFi секторот му е на второ место во крипто светот. Погледнете, значи, истиот има околу 6,6 милиарди долари total value locked, кој што нормално е на овие апликации. Гледаме дека има, како што веќе кажавме, сериозна количина на DeFi сектор кој што моментално функционира на Solana. Жално е тоа што многу од овие трансакции и многу од овој капитал е на ваков тип на pump and dump шеми, но како и да е, тоа не можеме да го порекнеме дека навистина Solana има голема количина на капитал кога станува збор за DeFi, односно овие моментално негде ево го моменталниот, значи 5,5 милиарди, го става, би рекол, овој блокчейн на доста високо ниво. Еве ќе споредиме каде би се наоѓал за разлика од другите, еве каде ќе се наоѓа. Значи се наоѓа на некое 5-6 место во однос на овие големи, би рекол, платформи, децентрализирани апликации и дексови и така натаму кои што поседуваат нели DeFi капитал. Значи на вистина DeFi капитал на Solana е на доста високо ниво. Односно другите карактеристики што ги имаме за Solana, исто така можеме да видиме екстремно голема екстремно голема активност во однос на месечни корисници. Значи околу 10,2 милиони месечни корисници имаме моментално во средината на bear market. Сега со дека би сакал само на кратко тоа да го споредам со другите блокчейни, зашто на крајот денот, нели, сакам да видам како моментално тоа се одразува на целиот сектор. Само дајте ми секунда да го отворам овој дел. Значи, мислам дека ќе има доста високо место. Да, значи јасно, може да видите со активни корисници се наоѓа на второ место, каде што на месечно ниво има неверојатни 34,8 во просек е ова нормално. Тоа е само последниот месец каде што има 10, иначе ако го земеме на назад една година, нормално има многу поголема количина на активни юзери. Не заборавајте, 70% од овие юзери се ботови. Да продолжиме понатаму. Во однос на метриците, сега ова е исто така позитивно, значи не е само да има юзери, гледаме дека има и активни трансакции. Значи ова се трансакции кои што се направени низ целиот екосистем на Solana и да видиме колку моментално ги има, значи има стварно солидна количина. Погледнете. Ова е на неделно ниво, значи 82 милиони трансакции, 89, 127, 156 милиони, 157 милиони, станува збор за голема количина на трансакции, да бидеме реални, и затоа мора да признаеме дека нивниот екосистем е на вистина активен, и ова ќе го видовме, активни юзери на месечно ниво. Овдека имаме бројка на ова е трансакции на екосистемот, ова се трансакции на така речено целиот блокчейн. Значи, погледнете, екстремно голема количина. Значи ова е на неделно ниво, имаме 1,8 милиарди до 2,2 од 1,8 до 2 милиарди трансакции на неделно ниво имаме на Solana. Сизирам. Ова што го видовме овдека беше уствари активни трансакции на екосистемот. Значи ова е на нивните децентрализирани апликации, dApps. Ова е вкупната количина на трансакции на самиот блокчейн, каде што нормално голем дел од нив се и трансакции за консензус, трансакции за peer-to-peer и така натаму. Fees, гледаме дека има собрано многу, но интересниот дел е дека има многу мал ревенју. Погледнете го. На неделно ниво собираат негде околу 3 до 4 па и повеќе, гледате и овдека 6, значи од 3 до 6 милиони долари на неделно ниво собираат fees, што се нормално цената на трансакцијата на овој блокчейн. Сега според ова што го видов, нормално според нивните би рекол покажувања, голем дел од овие fees, како што видовме, не доаѓаат во рацете на блокчейнот. Погледнете. Значи само околу 200 до 500,000 долари од овие така речено милиони fees доаѓаат во рацете на овој блокчейн. Погледнете. Во целиот овој период од ноември наваму од 200 до 500,000 долари им се ревенју. Тоа е профитот што го прават од овие fees. Сега каде е овдека проблемот? Во однос на трошоците кои што ги имаат како блокчейн, они работат во загуба, и тоа сериозна загуба. Погледнете овдека. Значи они прават околу, како беше, 30 до 50,000 долари, тоест 300 до 500,000 долари fees, а трошат од 45 до некаде и 70 милиони долари неделно ниво како блокчейн. Не можам да разберам како е ова исплатливо, и дури би сакал да седам малку да го разглобам, што значи дека на крајот од денот они работат во загуба. Односно, ако видите како изгледа работата на самиот блокчейн, вели они се неделно во загуба од 30 до 50 милиони.
Сега зборувам како блокчейн, мада реално овој трошок верувам дека се дели на сите оние нодови кои што моментално функционираат, зашто на крајот денот вие нормално си платите за собствениот нод. И ова ќе треба да го разгледам дебело, да не нормално харикираме, но тоа е што го гледаме како децентрализиран податок. Во однос на активноста на самиот блокчейн, уште една многу слаба ситуација. Погледнете овде. Значи, ако почнеме да бараме каде се наоѓа Solana, Solana се наоѓа на доста ниско место во однос на активноста на овој блокчейн. Што значи дека во однос на најактивниот блокчейн што ние го имаме моментално, активни юзери на второ место, огромна количина на DeFi сектор, трансакции и така натаму, погледнете каде се наоѓа по неговиот развој како блокчейн, односно колку скрипти се депонираат. Сега само да го најдам, се извинувам. Беше негде доста, на кој се негде околу 50-то место или така нешто. Погледнете колку ниско се наоѓа моментално Solana за разлика од другите блокчейни во однос на неговиот развој. Само дајте ми секунда да го најдам проектот. На 67 место. Solana се наоѓа на 67 место по развој на собствениот блокчейн. Значи, па ти кажам, еден од најактивните блокчейни со најголема количина трансакции и така натаму се наоѓа на 67 место според развој на својот блокчейн. А не е дека немаат што да поправат и не е дека немаат што да развиваат. Така. И сега нормално да видиме што се случува со девелоперите, повторно. Еден од најголем број на девелопери се наоѓа токму на овој блокчейн. Во однос на code commits, да, гледаме дека се активни, гледаме дека постојано имаат нови скрипти кои што ги депонираат. Тоа се потврдува и со нормално токен терминал. Истата ситуација, гледаме дека активно работат на надградување на својот блокчейн, но вели 1100 full-time девелопери. Повторно, како што веќе разговарав со самиот девелопер, тој со нашиот програмер, ова не е ултимейт бројка по која што мораме да се водиме, заради тоа што не значи дека ако нема доволно комитс не се развива проектот, но генерално активноста на проектот можеме јасно да видиме на проекти како Cardano, како Ethereum, како Polkadot, како Avalanche и така натаму. Овдека тоа не го гледаме и ICP го ставил овдека. Така. Вели, моментално имаме 1500 well established, иако ова не се full time, well established девелопери. Значи, еден од најголемите кога станува збор за оваа бројка. Значи, да видиме колку ни кажува 1100 на developer report, а овде ќе имаме само 27, не знам зашто, нешто не е како што треба со токен терминал во однос на оваа метрица. И кога би го споредиле ова со најголемите блокчейни, погледнете, Solana се наоѓа на второ место практично. Значи, и тоа SVM, Solana Virtual Machine Stackот. Значи, они имаат своја виртуална машина, каде што има 1045, сега дали ова истиот број не сум сигурен, како и да е. Идејата е да изгледа дека истиот број, идејата е дека имаат втор поголемина тим на девелопери. А нема толку голема активност на блокчейн. Пак, можеби не е репер, но само сакам да го напоменам како момент. И Solana, гледаме дека нивната фондација моментално има, би рекол, некоја незначителна сума, околу 5,2 милиони сол коини, кои што се негде околу 449 милиони долари, со оглед на фактот дека имаат 40 милиарди маркет кап, имаат 525 милиони во оптек. Ова навистина не е голема сума кога станува збор за нивниот тим, значи стварно е мала количина која што ја поседува. За жал на кој маркет кап не најдовме податоци, не знам поради која причина, но за Solana нема податоци, побаравме, значи нема ни децентрализација, ни токеномија, ни vesting schedule, нема апсолутно ништо. Не може да разберам зошто нема ништо кога Solana представува еден од најголемите коини. Ова навистина не е проектот за кој што очекувам дека нема да има доволно информации на кој маркет кап, а секогаш добро да имаме повеќе извори. Но затоа имаме CoinCarp, кој што моментално рич листот го става Solana на еден од подецентрализираните проекти, што е стварно добро. Вели, само 22,7% од вкупната количина на коини се наоѓаат во топ 100 волети. Односно може да забележиме дека освен првиот волет, понатаму гледаме многу мала количина на коини на еден новчаник, која е крајно позитивно, че децентрализацијата навистина им се наоѓа на солидно ниво, тоа дефинитивно мора да го признаеме. И уште една битна работа која што мора да спомнеме на крај, ова е explorer.solana.com, ова е нивниот Explorer каде што ќе може да ги проверите вашите трансакции. Сега нормално како и секогаш на крај ќе се вратиме на прашањата да видиме дали сме одговорили на се.
Значи, апликација дефинитивно одговоривме, roadmap, као што кажавме, само што го имплементираа FireDancer, кој што го зборуваа 3 години, и наместо да ги реши, он ги зголеми проблемите кои што ги имаат во однос на неуспешни трансакции. Потоа, техничка анализа направивме, фундаментална анализа, вести, посебно кога станува збор за судски случаи, би препорачал да го погледнете тоа. Мене воопште не ми се допаѓа случајот каде што се тужени заедно со PumpFun. Токеномијата ја разработивме детално и уште една работа која што мора да спомнеме пред да завршиме тоа на кои менувачници може да го најдете. Веднаш може да ги кажам, може да го најдете на сите менувачници, но добро е и да го покажеме тоа. Значи на CoinGecko, кога би се придвижиле надолу, може да видите дека апсолутно сите најголеми менувачници го имаат овој коин како дел од собственото, нели, портфолио за тргување. Така да, дечки, се надам дека живеевте како и секогаш, нели, за крај, доколку ви се допаѓа ова што го работиме, поддржете не, станете дел од нашата Patreon заедница, каде што заедно учиме, заедно работиме, заедно споделуваме се. Значи, ова мала членарина која што би ја платиле, а линкот до Patreon заедница да може да го најдете во дескрипција на секој од нашите видеа, ви дава привилегии да бидете дел од нашата Patreon заедница и чатовите, каде што имаме постојано разменување на информации, идеи, анализи, дебати. Имате директни пораки до нас кои што ќе одговараме еднаш дневно. Сите овие видеа како Solana кои што е спремно за следниот ден го добиваат прво нашите членови на Patreon заедницата, а потоа го објавуваме и на нашите канали каде што сите може да го погледнат и нормално еднаш месечно тоа веќе го направивме. Денеска во планираните часови ќе го погледнете тоа видео. Значи имаме лайвстрим кој што е наменет исклучиво за нашата Patreon заедница каде што одговараме на сите нивни прашања. И за крај, доколку сакате потенцијално да го регулирате вашето членство на годишно ниво, тоа може да го направите со мејл на cryptogamedia@gmail.com, каде што ова се сумите кои што треба да ги платите во било која криптовалута што ви одговара за нормално членство, а ова практично е 30% попус од она што било платиле на месечно ниво на Patreon. Нормално, ние ќе ви испратиме адреса на она блокчейн мрежа на која што ви одговара, а потоа ќе ви испратиме и линк до годишно членство на нашиот канал. Благодарам, се гледаме во следното видео. Поздрав од CryptoGamedia и од топлата Малта. Listen up, class is in session tonight. CryptoGamedia, here to guide you right. Not about the hype or the FOMO rush. It's about the research, no need to crush. Do your own research first. Read the white paper, understand the burst. Blockchain technology, decentralized and true. Not just speculation, knowledge carries you through. CryptoGamedia, teaching you the way. Buy the dip, but never all in one day. DCA is strategy, patience is the key. CryptoGamedia, setting knowledge free. Check the market cap, not just the price tag. Utility matters more than social media brag. Cold wallet storage keeps your assets secure. Never share your seed phrase, that's the cure. Bear market lessons teach you how to hold. Bull market temptations make you sell too bold. Position sizing, risk management in tight. CryptoGamedia keeps you trading right. From Bitcoin's genesis to altcoin seeds. Proof of work to proof of stake with ease. Layer 1 foundations, layer 2 scales high. Smart contracts executing, reaching for the sky. CryptoGamedia, your educational guide through